И покрај катастрофалниот пораз на последните локални избори, Маријан Даскаловски смета дека ја консолидирал СДСМ во Струмица, па решил да се повлече. За Алфа се правда дека на такво нешто не бил натеран од партискиот лидер Венко Филипче, туку вели дека баш по молба од него решил да остане председател на општинската организација и петти мандат. Оставката на Даскаловски доаѓа само еден ден откако пред камерата на Алфа во пресрет на 32-тиот конгрес на партијата кажа дека рейтингот им бил мал. По завршувањето на четвртиот мандат не се кандидирав повторно бидејќи сметав и тогаш дека треба да дојдат помлади луѓе. Па за председател беше избран сегашниот пратеник Борче Цветков. За петиот мандат ме замоли председателот Венко Филипче после големиот пораз на парламентарните избори, бидејќи никој не се јави на огласот за председател на општинската организација Струмица, да се нафатам пак и да ја консолидирам општинската организација Струмица во која постоеше разочарување после парламентарните избори. Ден пред поднесената оставка ништо не насетуваше на такво сценарио. Пред камерата на Алфа Даскаловски кажа дека ќе се усвојува нова програма на партијата и дека се подготвувале за предвремени избори, но и кажа дека рейтингот им бил мал, нешто што изгледа не му се допаѓаше на раководството на партијата. Се спремаме за предвремени парламентарни избори. Денеска треба да усвоиме програмата. Има многу интересни работи. Дали со овој рейтинг СДСМ е спремен за избори? Па рейтингот не е мал, меѓутоа се надеваме дека граѓаните гледаат. По оставката на Даскаловски, поранешниот градоначалник на Струмица Костадин Костадинов на Facebook напиша дека СДСМ сега има шанса да се консолидира во овој град. Првиот но важен чекор е направен. Ја поздравувам одлуката за избор на нов председател на СДСМ Струмица. Речиси цела година упорно укажував на грешките и говорев за потребата од реформи. Оваа одлука е сигнал дека гласот на оние кои бараат промени конечно може би се слуша. Бастионот на социјалдемократијата има шанси да се консолидира. Даскаловски на последните локални избори беше кандидат за градоначалник на Струмица, но доживеа катастрофален пораз од речиси 6000 гласа разлика уште во првиот круг.